Верниците католици го слават раѓањето на Исус Христос Божик, на еден од најголемите христијански празници. Тие се собраа во католичката црква во Штип, единствена во источниот регион. Дојдоа да се помолат, да го отворат своето срце пред малото детенце кој се роди во Витлеемската пештера. На сите ви посакувам среќни, благословени новогодишни и божикни празници. Христос се роди. За верниците ова е еден од најсветите денови посветен на Бога, но и на семејството. Синека на црквата поднесе паричка во мене и сега доби едно поклонче, не знам што е. Благодарен сум на Господ, на себе, верувам Господ за се. Молам се за своите деца, за сите вас и така. Секоја година ми сме од тука, ја у Германија жив. Ali u probi Štip sam, pa sam čula preko televizije, na televiziji sam slušala da ima crkva za katolička tuka i sam se rasprašovala i pa sam se valje došla da... Во радоста и прославата за Божик, на верниците им се придружи и градоначалникот Захариев, кој упати честитки и добри желби. Господин дава многу здравје, да им посакам среќна нова 2015 година. Да им се исполнат сите оние желби кои се ги посакуваат. Денешниот ден, освен за католиците, има свое значење и за православните. Тие денес си споменуваат за светиот чудотворец Спиридон. Уште за време на својот живот бил благословен да прави чуда. Учествувал на првиот Вселенски собор во Никеја во 325 година и со своето просто, но јасно исповедување на верата повратил многу еретици во сето православие. На Свети Спиридон му се молат сите кои веруваат во него, но за свој заштитник и закрилник го имаат занаетчиите. На сите оние со чук што работат. 12 занаата се. Кондураджи, налбати, вие што са самарджи, тишлери, значи да не ги наредувам. Сите тие што се со чук работат. Веќе 20 на години мислам дека го празнуваме празникот. 24 ми се чини. Те така дојдеме тука на црква, погача, па се одреде кум кој ќе биде за оваа година и така прославиме. Освен за славење, денешниот ден занаетчиите го искористија да се подсетат и на значењето на занаетчиството. Занаетчиството представува еден голем подем за младината. Мислам дека занаетчиството е еден од најосновните работи за младите луѓе. Сепак проблемите како недостаток на доволно пари и недостиг на работна рака се уште се актуелни. Решение за тоа ќе се бара од утре, а денес занаетчиите побараа милост и помош од заштитникот.